Во ова издание на Newsflash ке гледате. Двете најнаселени сојузни држави во САД, Калифорнија и Тексас во трка за привлекување на компании. Се зацврстуваат сепаратистичките движења во Нигерија. Повеќе групи бараат отцепување и формирање на нови држави. Од слушалки што го мерат крвниот притисок до облека што го следи срцевиот ритам. Што ни носи најновата технологија? Ке ви кажеме повеќе во продолжение. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Иванчо Наумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Двете најголеми сојузни држави во САД, Калифорнија и Тексас, долго време се надпреваруваат во привлекување на компании. Но Тексас привлекува повеќе луѓе, вклучително и жители на Калифорнија. Од поголемо небо до поголеми домови. Сите кои живеат овде велат дека се е поголемо во Тексас. Тоа е најголемата сојузна држава, по Аљаска, која е одвоена од остатокот на САД, а и населението во Тексас се зголемува. Квалитетот на животот е многу подобар овде во Остин. Пред речиси 2 години, Алекс Бакус, кој е татко што седи дома со своите деца, се преселил од околината на Сан Франциско во Калифорнија во Остин, главниот град на Тексас, поради неговата ќерка која е тинеџерка. Повеќето од децата кои живеат околу Сан Франциско, откако ќе матурираат, мора да се преселат зашто областа е многу скапа. Си мислев дека Остин е добра опција за таа да остане овде, да оди на колеџ и да започне нов живот. Бакус е жив доказ зошто има ривалство меѓу Тексас и Калифорнија. Тие се најнаселените сојузни држави во САД и двете имаат свој идентитет како посебни нации кои не е налик на ниту една друга држава. Тексас во последно време е победник во надпреварот во популарност, според податоците на пописното биро. Последиците ќе бидат почувствувани во Вашингтон. За прв пат во историјата, Калифорнија, која важи за бастион на демократите, изгуби едно место во Конгресот, бидејќи и се намали населението. Тексас, кој повеќе се приклонува кон републиканците, доби 2 дополнителни места. А причината за ова е растот на цените на домовите во Калифорнија, поради што повеќе луѓе се преселуваат во Тексас. Иселувањето од скапите држави како Калифорнија и Њујорк се засили за време на пандемијата. Државите од кои имаше најмногу иселување минатата година се истите кои има иселување и во 2019-та. Тоа само го забрза процесот. Еден познат жител на Калифорнија кој за време на пандемијата се пресели во Тексас е Илон Маск, кој основачот на Тесла и SpaceX. Тексас е дом на уделот Cybertruck на Тесла, како и на космодромот на SpaceX. Технолошките компании Oracle и Hewlett Packard и компанијата за недвижности CBRE исто така ги префрлија своите седишта во Тексас, кој е познат по добрата бизнис клима. Но тоа не значи дека има масовен екзодус на бизниси од Калифорнија. Компаниите сакаат да ја прошират својата база на талентирани професионалци, па гледаат и на други места. И странските инвеститори го имаат забележано Тексас, вели експертот за недвижнини од Остин Џоб Хамонд. Имам работено со инвеститори од Малезија и Непал и Шангај и Пекинг и Германија и Италија, дури и од Мексико Сити. Бакус вели дека Тексас може би е поевтин и има подобар социјален живот, но летата се многу потопли споредени со поумерената клима во Северна Калифорнија, каде има многу активности на отворено. Се уште имам куќата таму, издадена е, но се прашувам дали да ја задржам, зашто можеби ќе сакам да се вратам. Ми недостига скијањето. Додека Бакус размислува за ова, ќе може да сурфа на езерото Остин и да ужива во бенефитите кои ги овозможува поевтиниот живот во Тексас. Се зацврстуваат сепаратистичките движења во Нигерија, меѓу кои група која се залага за независна држава, повеќе од 50 години. Еве зашто станува збор. Поранешниот борец Иди Баси вели дека повторно има надеж за независност на Биафра. Во доцните 1960 тој се борел за независност на овој регион за време на Биафранската војна. Седевме по 2 недели без храна.
Единственото нешто што ќе ни го дадоа беше сув џин што го полневме во шишиња од вода. Одевме да се бориме, за загинатите никој не одговараше. Обаси имал 20 години во 1967 година, кога почнала граѓанската војна. Тој веднаш бил регрутиран. Веле дека многу од неговите пријатели биле убиени борејќи се за нигериската држава. Тој успел да ја преживее тригодишната војна, која завршила во 1970 година со пораз на биафранското движење. И додека Обаси се уште поддржува отцепување, смета дека борбите мора да се избегнат. Но во јануари сепаратистичката група, Домородниот народ на Биафра, промовираше вооружена безбедносна единица, чија цел е да му возврати на домородниот народ Фулани, често обвинуван за конфликти во регионот. Нигериските власти ја сметаат групата за бунтовничка, испраќајќи безбедносни сили во државите каде што е активна. Владата исто така го забрани ова движење, предводено од британско-нигерискиот активист Намди Кано. Некои нигериски политички аналитичари велат дека барањата на оваа група за независност тешко би можеле да се исполнат. Легитимно е да бараат отцепување, но реалноста е дека тешко тоа да се случи бидејќи живееме заедно преку еден век. Изминативе месеци се појави и сепаратистичката група Јоруба, која исто така повикува на формирање независна држава. Така наречената Одудува република би ги вклучувала југозападните делови на државата, вклучително и нигерискиот економски главен центар Лагос. Експертите предвидуваат дека активностите на овие движења ќе се зголемуваат како што државата се приближува кон избори во 2023 година, но велат дека нигериската влада веројатно нема да им попушти на барањата на сепаратистите и оти конфликтот ќе биде премногу опасен за да се дозволи. Од слушалки што го мерат крвниот притисок до облека што го следи срцевиот ритам. Најновата технологија за следење на здравјето е вклучена во секојдневните предмети. Еве како. Уредите кои ги носиме на себе повеќе не бројат само чекори. Замислете очила кои ви го мерат крвниот притисок. Компанијата Валенцел со седиште во САД развива сензори за откривање на крвен притисок што може да се стават во предмети кои се носат секојдневно. Фотоплетизматографијата е метод за одредување на волуметриски промени во протокот на крв и крвните садови во вашето тело со користење на светлина, која произлегува од вашето тело. Наместо апаратот за притисок, сензорите на Валенцел може да се стават во уши, например рачни часовници, па дури и во прстени за пасивно да го мерат крвниот притисок на корисникот во текот на денот. Тоа ќе им помогне на корисниците да го фатат она што е познато како тивок убиец, затоа што високиот крвен притисок честопати нема симптоми, но може да доведе до срцеви заболувања. Институтот за истражување на индустријска технологија во Тајван и Екватекстил развија така наречена паметна облека. Проводната ткајнина ги мери срцевите и респираторните фреквенции преку антена што е вградена во облеката. Конвенционално, уредот треба да биде вграден во облеката, треба да биде во контакт со телото на корисникот, но во нашиот уред тоа е режим без контакт. Така корисникот може да биде поудобен. Паметната облика им овозможува на лекарите да следат пациентот далечина на мобилен уред. За доенчиња, уредот Darlingwear има за цел да спречи ненадена смрт кај новороденчињата и случајно задушување. Сместен во облеката, уредот го следи срцевиот ритам на бебето, дишењето и нивото на активност. Алармот се вклучува на паметниот телефон на родителот кога уредот открива неправилности. Пренесува микробранов сигнал со многу мала мокриност до човечкото тело. Овие нови уреди, каде што технологијата е вткаена во секојдневните предмети, ќе бидат достапни во многу блиска иднина. Тоа беше се за денес. За повеќе информации следете на социјалните мрежи и на нашата веб страна glasnaamerika.com. Пријатно!
you